Добар ден. Моето име е Јованка Михајловиќ и го предавам предметот Бизнис и предприемништво од 4-та година, гимназијска струка. Методската единица за која денеска ќе зборуваме е анализа на сите елементи потребни за започнување на бизнис. Оваа методска единица е од темата иновација и креативност, функционален предприемачки процес. Целите на оваа методска единица е да научиме што е потребно за успешно започнување на бизнис, да го разбереме бизнис моделот и неговото значење, да ги препознаеме клучните ресурси за еден бизнис, да го разбереме значењето на маркетингот и продажбата, менеджментот и лидерството. Што е она што е потребно за успешно започнување на бизнис? Тоа се лични компетенции, креативност за решавање на комплексни проблеми, иновативност. Лични компетенции се мешавина на знаење, стекнато од теоријата, вештини, практична примена на таа теорија и искуство, секојдневно искусување на реални проблеми во обкружувањето и нивно соодветно решавање. Креативноста е можност да се создаде нова содржина, појава или процес со комбинација на постојните фактори на производство. Иновативноста се сведува на практична примена, инкорпорирање, вградување на иновацијата во конкретен производ или услуги кои ги создава фирмата. Иновацијата некогаш може да резултира во сосема нов, дотогаш непознат производ, откривање на пример на телевизор, на персонален компјутер, на вештачко срце и друго. Во друг случај, иновацијата претпоставува замена на некоја постојна функција, односно нејзино поефикасно и поуспешно извршување, например печен сапун, лаптоп компјутер и така натаму. Голем број од иновациите се однесуваат на усовршување на постојните производи, услуги или постапки, например телевизор со далечинско управувач, синџири за ресторани со брза исхрана, кредитни картички. Предприемачот кој воведува иновација го диференцира својот бизнис во однос на конкурентите, тоест истиот бизнис го прави на различен, поинаков начин од неговите конкуренти. Тој факт на иноваторот му дава конкурентска предност и му обезбедува поголем доход во однос на конкурентите. Бизнис моделот е исто така елемент потребен за започнување на бизнисот. Тој опишува како една организација креира, испорачува и стекнува вредност. Бизнис моделот јасно ја дефинира причината за постоење на едно предпријатие. Целта на бизнис моделот е да им помогне на предприемачите, инвеститорите и другите партнери да разберат како бизнисот се прилагодува за да создаде и испорача вредност. Овој елемент бара бизнис идејата да се преточи во бизнис модел, за таа цел може да се користи алатката бизнис модел платно. Бизнис модел платното се состои од 9 клучни компоненти. Првата компонента е вредноста, односно производот или услугата кои треба да се креираат и испорачат до купувачите, корисниците. Втората компонента се сегментите на купувачите, односно кои купувачи, корисници ги обслужува предпријатието. Третата компонента се каналите, односно како вредноста ќе се испорача до купувачите, дали преку комуникацијски, дистрибутивни и продажни канали. Четвртата се однесува на односи со купувачите, односно како ќе бидат основани и одржувани односите со секој сегмент на купувачите. Петата компонента се приходи. Како ќе се генерираат приходите за испорака на производите и услугите до купувачите. Шестата компонента се клучните ресурси. Кои се клучните ресурси со чија помош може да се создаде и испорача вредност? Седмата компонента се клучните активности. Кои се активности се потребни да се преземат за да функционира бизнис модел? Осмата компонента се клучните партнери. Кои партнери ќе бидат вклучени за да помогнат во имплементација на бизнис модел? И деветата компонента, тоа е трошочната структура, кои ќе бидат главните трошоци кои ќе ги создава предпријатието со бизнис модел. Петата и деветата компонента се битни,
Секогаш петата компонента, приходите треба да бидат поголеми од трошочната структура, за да бизнисот остварува профит, остварува добитка. Оваа алатка се користи за тестирање на сите тие компоненти со цел да се дизајнира предпријатието со висок потенцијал кој подосна ќе прерасте во успешна компанија. Кои се потребните ресурси? Секој бизнис има потреба од ресурси. Ресурсите представуваат доволна количина на пари, репроматеријал, информации, кадри и друг имот за кој има потреба предпријатието за да функционира нормално. На самиот почеток мора да се одговори на прашањето што му е потребно на предприемачот за реализација на бизнис идејата, а потоа од каде ќе се обезбедат тие ресурси заради реализирањето на таа идеја. Ќе треба да ги дефинирате најмалку следните потребни ресурси. Тоа се човечките ресурси, капиталните ресурси и финансиските ресурси. Предприемачот треба да знае да ги постави вистинските луѓе на вистинските места, кога станува збор за човечките ресурси. Потребно да се определат колку луѓе ќе бидат потребни, какви компетенции треба да поседуваат тие, за да функционира нормално предпријатието, но тие треба да обезбедат и раст и развој на предпријатието. Капитални ресурси. Тоа се сите оние ресурси кои се користат за да се произведат производите или услугите, како што се зградите, канцелариите, опремата и машините, компјутерите. Тие се потребни за да нормално функционира предпријатието. Треба точно да се определат капиталните ресурси. Локацијата на предпријатието во однос на производството и во однос на канцелари, како ќе се обезбедат истите, дали ќе се користат сопствени простори, дали ќе се изнемат или ќе се купат. Потребната опрема за производство на производот, услугата, канцелариската опрема и така натаму. Сето тоа спаѓа во капитални ресурси. Финансиските ресурси. Колку пари ќе бидат потребни за започнување на бизнисот? Од каде ќе ги обезбедат тие финансиски средства? Најпрво треба предприемачот да ги определи трошоците за започнување на бизнисот, за нормално функционирање на започнување на бизнисот. Треба да ги определи финансиските ресурси кои предприемачот и соосновачите ги поседуваат и финансиските ресурси кои недостасуваат. Треба да ги дефинира изворите на финансирање, бидејќи можат да се користат сопствени извори, но и туги извори на финансирање. Друг значен елемент на започнувањето на бизнисот е маркетинг и продажба. Откако ќе биде добро разработена бизнис идејата, откако ќе биде проверен и потврден бизнис моделот, обезбедени неопходните ресурси за започнување на бизнисот, следува да се фокусираме на маркетингот и продажба. Клучни прашања на кои треба да се даде одговор се: како ќе се привлечат новите купувачи? Како ќе се задржат постојните купувачи? Како ќе се натераат купувачите да купуваат повеќе? Како ќе се натераат задоволените купувачи да го препорачуваат предпријатието? Ова се клучните прашања за обезбедување на одржливост и раст на едно предпријатие. Маркетингот и продажните активности ќе покажат дали е добро завршена работата, но доколку нешто не е во ред, тогаш може да се промени нешто во бизнес моделот, а потоа и во останатите елементи. Сепак тешко е да се испланира се и да се спроведе без грешка. Понатаму, што е се битно за започнување на бизнес? Тоа е менаџментот и лидерството. Во колку се зголемува бројот на вработените и дојде до проширување на пазарот или заради брзиот раст на бизнисот, ќе се зголеми улогата на менаџментот и лидерството во компанијата. За да се реализира целокупниот процес, ќе треба добро лидерство во компанијата. Кој ќе биде лидерот? Предприемачот треба да биде најголемиот лидер во бизнисот, во колку сака да успее. Ако станува збор за бизнис, среден или голем, ќе има потреба од лидерство и на менаџерски нивоа во компанијата. Кои се лидер? Тоа се лица кои водат нешто во бизнисот. Тие се одговорни да делегираат задачи, да користат ефикасна комуникација помеѓу вработените и купувачите и потенцијалните купувачи, тие ги мотивираат своите тимови и се одговорни за успешно завршување на проектите. Улогата на лидерот е да го преземе ризикот.
Тој треба да ја истурка работата до крај, но и да успее да ја наметне сопствената визија кај останатите членови. Лидерот има многу важна улога во процесот на имплементација на идеи, она што го прави ќе биде императив на сите вработени. Лидерот ќе биде огледало во кое сите членови на компанијата ќе се обидат да се најдат себе си. На крајот од оваа методска единица имате приказ за Стив Џобс, за кој треба да одговорите на неколку прашања. Ви благодарам на внимание.